Пристигнаа првите семејства од Украина во Охрид и Струга. 7-членото семејство Орловскаја од Запорожје ја оставија сопствената куќа и бизнисот кој го граделе со години за денес да се бегалци далеку од татковината. Владимир и Марија со своите 5 деца, од кои најмалото има само 1 месец, а најголемото 11 години, живееле во близина на аеродромот во Запорожје, каде се слушале пукотници и бомбардирање од првиот ден на руската инвазија. Им се тресела целата куќа, а по улиците шетале луѓе со оружје. Во страв спакувале една торба облека и одлучиле да избегаат во западна Украина, каде останале една недела и помагале на бегалци како волонтери. Но кога и во тој дел одекнувале сирените за војни напади, одлучиле да ја напуштат татковината. Да, мы оставили ключи своим соседям. Заминавме со една торба, оставивме се зад себе, оставивме клуч од нашата куќа на соседите за да може да им послужи на други бегалци да преспијат и да се засолнат. Лани бевме како туристи во Албанија, Бугарија, Романија, Црнагора, Македонија. Во тоа патување најмногу ни се допадна Македонија и затоа дојдовме тука, затоа што се чувствуваме убаво овде. Сакаме да живееме во православна земја, во убава земја со убава природа. Моментално бесплатно се сместени во хотел во Струга, затоа им помогнале волонтери од Албанија. За сега имаат малку финансии, но ќе им биде потребна помош. Децата им учат онлайн по украинска наставна програма, но би сакале да ги пуштат на некој спорт, танцување и слично. Сакаат да најдат работа. Таа е докторка и водела грижа за бремени жени. Сопругот работел финансии. У нас было чутно с першого. Нашата куќа е во близина на аеродромот. Од првиот ден слушаме бомбардирање. Одлучивме да го напуштиме и домот и бизнисот. Загрижени за своите деца на 15 март ја напуштивме татковината. Семејството Косиченко од Полтава со своите 3 деца и милениците куче и маче ја напушти Украина. Денес се сместени во Охрид поради бомбардирањето во Харков, кој е на 100 километри од нивниот дом. 10 денови живееле во подрум. Како се влошувала состојбата, одлучиле со евакуациониот воз да го напуштат родното огниште. Со солзи раскажуваат за хоророт кој го доживеале. У Львові ми не змогли Сакавме да заминеме во Полска, но таму беше хаос. 3 дена се чекаше да се патува со евакуациониот воз. Со волонтерски автобус стигнавме до Полска, каде останавме 19 дена, но поради големиот број бегалци таму поскапеа кириите за станови од $1000 за 1 месец. Во еден ден побаравме сместување во 80 станови кои се издаваа, но цените беа прескапи и ни бараа да уплатиме за 3 месеци однапред. Овде најдовме сместување за 2 месеци и плативме €500. На двете семејства со 8 деца потребна им е финансиска помош и помош во облека и храна. Сите тие денес живеат во надеж дека војната наскоро ќе заврши и набрзо ќе се вратат во сопствената татковина.